Добро утро на сите и огромна радост ми представува можноста да споделам барем една кратка порака со вас, тие кои ќе ме слушате денеска. И интересно време живееме и моравме да се изолираме веќе некое време со семејството, бидејќи поминуваме низ коронавирусот и последиците кои доаѓаат од тој вирус. Се сеќам дека пред скоро цела година беше кога седев со мои пријатели на маса и кога слушнавме дека ќе воведат полициски час, дека ограничување на групирање ќе се случи и сето тоа беше само пред една година. Моментално имам чувство дека светот другачи не ни функционирал. Мислам дека тоа е тоа. Така и ќе продолжиме за секогаш додека не умреме. Реално, на многу начини во изминатава година дена, со сето тоа што се случува, со сите тие бројки кои ги гледаме секојдневно, кои се презентираат како заболени и оздравени, и ова една не толку мила графа починати од коронавирусот, јас верувам дека светот во суштина страда сега. Болката е предизвикана на многу нивоа. Првен е неочигледната болка од оние пријатели кои сме ги изгубиле, кои изгубиле битката со вирусот. После болката во душата предизвикана од дистанцата со која мора да живееме. Мора да се дистанцираме, мора да бидеме на растојание од нашите пријатели. Не можеме една обична преградка сега е веќе проблем. И верувам дека тоа е болка со која живееме. Страдањето кое е предизвикано исто така и заради економските загуби. Тоа не може да се занемари. И не мора повеќе да набројувам, бидејќи знам дека повеќето од вас ја почувствувале таа болка, можеби некој од вас лично на своја кожа. Последните 2 недели, како што кажав, лично јас се борев со вирусот и една работа беше физичката болка. Знаете, има физичка болка и тие што сте го поминале вирусот, се зависи со какви симптоми секако, но тие што сте го поминале знаете дека самото тело страда, поминува низ таа болка. Другата болка беше теретот кој се пренесе на целото семејство. А бидејќи само јас бев позитивен од семејството, морав да се држам колку толку на некаква дистанца од оние кои навистина ги сакам во мојот живот. Сето тоа не додаваше на болката која чувствував низ целиот тој процес. Додека минував низ сето тоа, искрено ми дојде некои прашања во главата, додека се молев, а тоа е дека дали Бог може да ме разбере навистина кога се молам сега? Дали Бог вистински може да ме разбере, да ја разбере болката низ која поминувам? Дали јас морам доволно добро да ги сортирам сите зборови кои ќе ги наредам убаво и јасно за Бог да ме разбере како се чувствам, да ја разбере болката, да разбере што навистина поминувам? Еден од најважните епитети кои се дадени за Исус е дека тој е царот кој страда. Толку е важна таа карактеристика за Исус, што навистина прави огромна разлика во самиот концепт на молитва, но ќе дојдеме до тоа. Обично кога зборуваме за Исус како царот кој страда, обично зборуваме во контекстот на страдалната недела. Зборуваме во тој период во кој почнува со цветници, кога Исус како царот кој јава на магаре влегува во Ерусалим, тој долго најавуван цар, долго очекуван цар, јава на магаре влегува во Ерусалим и додека сите слават и се радуваат, Исус застанува и плаче. Плаче бидејќи народот ја испушти можноста вистински да го препознае својот цар. Не како некој политички владател само, секако и политички, но и владател кој уствари ќе ги ослободи од вистинското робство на гревот. Тие тоа не успеа да го разберат. Вистинскиот момент на кронисување не можеа да го видат. Потоа кога зборуваме за царот кој страда, не може да не се зборува за самиот чин на распнување и се што следеше настаните пред самото распнување, почнувајќи со предавството. Самиот момент на предавство е болен, па Гецеманија и целиот пат на Вија Долороса од самиот почеток до крајот. Царот страдалник беше запишан во целата историја како цар, чие кронисување се случи токму на Голгота. Таму беше неговото кронисување. Царот страдалник можеби доволно пострада за да не спаси.
Сепак, каде е тој цар сега, додека светот страда? Дали тој цар е присутен сега во болката, или тој ја заврши својата работа, си го заврши своето, колку и да беше тешко, и сега ужива? Верувам дека за да дојдеме до одговорот на тоа прашање, можеме да се свртиме на повеќе текстови во Библијата, но јас одбрав еден, да кажеме, централен текст во Новиот Завет. Еден теолог вели дека ако сакаме да погодиме во срцето на Новиот Завет, секако ќе погодиме во посланието до римјаните. Но ако сакаме да погодиме во срцето на посланието до римјаните, тоа ќе погодиме во 8 глава, каде апостол Павле како евреин се бори со целиот тој концепт на законот, со новите настани како Исус, воскресението, Пентекост. Сите тие работи додаваат едно ново светло на целата Божја спасителна историја, на целата таа наратива. И апостол Павле им објаснува на верните во Рим што тоа значи. Апостол Павле несомнено како една од најважните работи за која зборува е Светиот Дух. И самиот концепт дека Духот пребива во оние кои по вера се Христови, оние кои се Божји деца. Тоест, не може човек да биде Христов по ниеден друг основ, освен по тоа Духот да пребива во него. Бидејќи Духот е оној кој го докажува тоа дека некој е Христов. Тој концепт на Светиот Дух дека пребива во нас, дека живее во нас, е толку суштински во целата приказна, што не може да се замисли некој само по вера или само по некакви дела да каже дека е Божјо дете. Мора Духот да пребива во него. Ако Духот пребива во нас, истиот Дух, како што вели Павле, кој го воскресна Христос од мртвите, истиот тој Дух ќе не воскресне и нас на денот на воскресение. Апостол Павле тука зборува за таа конечна надеж, таа конечна победа над распадливото, над болката. Но која е улогата на Светиот Дух сега? Ако неговата улога, една од најважните улоги е да не воскресне на последниот ден, која е неговата улога сега и денес за нас? Ние сме Божји деца, како што кажав, затоа што Духот пребива во нас. Чим Духот пребива во нас, тогаш со нас се случил процесот на посвојување и ние сме станале Божји деца. Првата и најважна работа на Светиот Дух во нас е изградување на новиот идентитет како деца Божји. Тоа прави огромна разлика во се. Како што вели апостол Павле, заради работата на Духот, ние не живееме во страв и трепет, не живееме во односот со Бог преку некаква дистанца и ритуална формалност, туку Духот нам ни овозможува да пристапиме со зборовите на Ава, Татко. 8 глава, како еден централен дел, го зима тој момент како Божјото создание, јас и ти, кои сме создадени на Божји образ. Пристапуваме кон Бог, како наш Ава, Татко. Ако тоа можам да го преведам слободно, тоа е зборот кој апостол Павле го користи е тато. Секоја формалност, секоја ритуална формалност паѓа во вода, бидејќи на нас ни е даден еден таков пристап кон Бог, како негови деца, со сигурност да пристапиме и да му наречеме тато. Ја отстранува секоја дистанца и неможност да пристапиме во молитва и ја открива нашата природа како Божји деца, а со тоа како што вели и со наследници со Христос. Се што беше гарантирано на Христос како наследство, сега е и наше наследство, бидејќи ние по дефиниција стануваме Божји деца, посвоени деца, но сепак Божји деца. По слава ние сме Божји чеда. А за тоа сведочи Духот внатре во нас. Апостол Павле продолжува и ја проширува таа слика. Не сме само ние кои со тешки воздишки страдаме и го чекаме денот на воскресението, туку целото создание чека во породилни маки, како што га апостол Павле, за објавата на славата на Божите деца. Апостол Павле сака да ни ја открие перспективата, оној праведен поглед на нештата.
Тој вели дека било кое страдање кое ќе го искусиме во текот на нашиот живот, не може да се спореди со славата која допрва доаѓа. Најголемата болка која можеш да ја почувствуваш, да ја искусиш, не може да се спореди со славата која допрва доаѓа. Верувам дека апостол Павле тоа го зборува од лично искуство, како некој кој многу пострадал во мисијата која имал на овој свет. Но кога поминуваме низ болката, повторно, иако славата која доаѓа е многу поголема од болката која сега поминуваме, сепак болката низ која поминуваме сега е реална и е вистинска. Но кога поминуваме сега низ болката, дали Бог знае? Без разлика на се и на славата која доправо доаѓа, дали сега кога јас страдам, Бог знае низ што поминувам? Апостол Павле, како еден заклучок за Светиот Дух во нас вели вака. Читам Римјаните 8 глава, 26 и 27 стих. Вели вака. Исто така и Духот не подкрепува во нашата немоќ, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Па сепак, Духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги истражува срцата знае каква е милоста на Духот, мислата на Духот, бидејќи тој по волја на Бога посредува за светиите. Нашите најдлабоки молитви се искажани преку Духот, кој воедно знае која е Божјата волја, но и знае точно која е нашата болка. Ќе бидам храбар и ќе кажам, што е поентата на молитвата ако од другата страна слушателот не може да те разбере ни што поминуваш? Што е поентата на молитвата? Дали молитвата има логика ако само пристапувам на некој само кој е надмокен над мене, а не може вистински да знае како се чувствувам? Тоа што знам дека кога се молам од другата страна е оној кој ме слуша поминал низ сите тие нешта, ми дава утеха дека ќе бидам разберен како што треба, и тогаш кога ми е тешко, но и тогаш кога сум сгрешил, кога сум паднал, кога не сум успел до крај да издржам. Но Бог не застанува тука. Тој знае дека дури во тој аспект ние покажуваме слабост. Дури и во молитвата. Дури и во моментот да само искажеме како се чувствуваме. Дури во моментот само да изустиме неколку збора за тоа што сакаме да кажеме. Дури и во тој аспект имаме слабост. Дури и во тој аспект Бог преку Светиот Дух нас ни помага да се доискажеме, да вистински преку нашите воздишки кои не можеме ние да ги разбереме, длабоките воздишки кога навистина патиме, кога сме во болка, кога секој збор исчезна, кога немаме зборови кои можеме да ги искажеме. Господ преку Духот, преку тие воздишки, тој застапува за нас. Дори во чинот на молитва, Бог не го отвори само патот директно да се молиме на Него, туку и ни помага да се искажеме пред Него. И тој самиот застапува за нас преку Духот, кој од нас ги вади најдлабоките воздишки. Кој некој ќе ме праша за Бог и болката и каде е Бог кога светот е во болка, Н.Т. Райт, еден теолог, секогаш не охрабрува тие прашања да не ги одговараме филозофски, туку само преку свртување на нашиот поглед кон оној кој во совршенство го објави Бог Таткото на нас, на човекот. Нашиот поглед треба да биде насочен само кон Исус. Кога Исус чекореше на земјата, каде беше тој кога светот во тој момент ја чувствуваше болката? Да не беше Исус на некој престол, обкружен со слуги, заштитен од војници? Каде беше Исус додека беше на земјата? Каде се движеше? Каде можеше да се најде Исус? Да не беше Исус
од друга страна отиден далеку од болката, изолиран на некој пусто место каде што ќе биде отстранен од збивањата на светот. Да не беше незаинтересиран за збивањата околу него, бидејќи него погодуваат тие нешта. Не. Тој беше во центарот на болката. Тој беше наречен пријател на грешниците, пријател на оние отфрлените од општеството. Тој беше со толпата, тој беше со народот, додека народот беше гладен и жеден и болен и уморен. И како тоа да не беше доволно, тој отиде многу подлабоко во таа болка. Тој се најде во центарот на страдањето во светот и на себе ја искуси најголемата болка во чинот на раснувањето. Невиниот ја превзеде казната за грешниот, тоа предизвикуваше уште поголема болка. Ја плати цената со грозна смрт на крст. Тој не беше само, туку тој се уште може да се најде таму каде светот е најмногу во болка. Таму Бог и ги праќа своите деца. Се сеќавам дека кога бев во Африка и бевме на некои места каде што навистина има болка, каде што има епидемија на ебола, например. И интересно е дека таму имаше само една зграда од Црвен крст. Присуството на Црвен крст беше само во една зграда. Но тие кои работеа таму со тие луѓе беше црквата, Божите деца, кои тој ги праќаше на местата каде што светот е во најголемата болка. Таму е Божјото присуство, таму е царот кој страда. Каде е Бог кога светот е во болка? Погледнете на крстот и ќе сфатите дека Бог е секогаш блиску до оние кои страдаат. И тој е оној кој е во средиштето на таа болка. А тоа се однесува и на нас. Секогаш кога јас и ти поминуваме низ болка, можеме да бидеме сигурни дека Бог не ги чека нашите молитви за да слушне до крај работата, туку преку Неговиот дух. Во нас тој ни помага да ги искажеме нештата преку воздишки, нештата кои ние нема да можеме да ги искажеме со зборови, но Бог може, бидејќи тој разбира болката вистински и искуствено. Псалмистот ќе каже: блиско е Господ до оние со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси. Како Негови деца, ние примаме утеха дека Бог не слуша кога страдаме. Бог не слуша кога сме во болка. Бог е близко до нас кога се чувствуваме оттуѓено, кога се чувствуваме празно. Како Негови деца, нека таа утеха ја носиме на секаде околу нас. Бог не бега од болката. Бог е царот кој страда. Бог е царот кој страда и кој пострада вистински на крстот. Таму тој беше крунисен. И со тоа покажа дека тој, колку и да мислиме дека не може да не разбере дека е далеко од збивањата на светот, тој покажа со неговото доаѓање на земјата и со раснувањето покажа дека тој е во центарот на болката. А таму тој сака да ги види и неговите деца, да ги одговараат тие тешки прашања, да служат таму каде што никој не сака да служи, да се дадат себе си за оние за кои никој не смета дека се и вредни. Каде е Бог кога светот е во болка? Токму таму, токму во средиштето на таа болка и во таа борба ги одговара суштинските прашања за нас. И тој се моли преку тие длабоки воздишки, преку неговиот дух внатре во нас. Нека тоа биде наша утеха за денес. Дека каде и да се наоѓаме, со што и да се соочуваме, Бог е со нас и Бог навистина не разбира и сочувствува со нас тогаш кога се молиме. Тој вистински и не разбира. Нека Господ ве благослови денес и нека остане со вас. Амен.